новата емисија Мој збор. Новата емисија ја посветуваме на жени кои што дале исклучителен придонес во областа на спортот, промовираат здрави навики и секако вредности кои што треба да се следат од сите членови на едно општество. Моите денешни соговорнички се Симона Трповска, која што инаку е новиот национален рекордер во техничко нуркање, и вам веќе добро познатата Весна Гираџиева, призната и позната македонска атлетичарка не само на домашната атлетичарска сцена, туку и жена која што има добиено многу титули и признанија и во рамките на светскиот спорт. Останете со нас и следете ја новата емисија Мој збор на тема жени со исклучителни признанија и придонеси во областа на спортот. Симона, ти благодарам што ја прифати поканата денеска да бидеш гостинка во емисијата Мој збор. Зборуваме на една интересна тема и еве ќе те слушнеме, ќе го раскажеш твоето лично искуство. Деновиве си присутна во медиумите со права затоа што постави нов национален рекорд во нуркање, па би сакала малку повеќе на македонската јавност да ја откриеш за твоето лично искуство. Кога се случи тоа и какво беше твоето доживување? Значи, пред се благодарам на поканата и да, во принцип поставив рекорд во техничко нуркање. Отидов на 102 метри длабочина и тоа се случи на 24 декември минатата година. Значи, во Египет. Таму бев да тренирам за нуркање до 100 метри. Тоа е посебен сертификат кој вклучува повеќе миксови на гасови, хелиум, кислород и азот. И после тренингот го завршив на 20 декември, потоа продолживме со нуркање, па на 24 декември се обидовме да одиме и малку над 100 метри, бидејќи тоа е невисокиот сертификат до 100 метри, меѓутоа можеш малце потоа и да експериментираш и подлабоко. Самото искуство, значи, бараше голема подготовка, пред се подготовка на самите миксови на гасови, брифинг со инструкторот, па и другите членови на тимот кои учествуваа и кои исто слегуваа на длабочина. Потоа нормално треба да се проверат временските услови, струењето во водата, целата опрема. Значи, целиот тој процес траеше веќе уште од претходниот ден, меѓутоа поактивно подготовка беше на денот на самото нуркање. Значи, самото влегување во вода беше предизвик, бидејќи носиш многу опрема, значи некаде можеби 60-70 килограми опрема. Значи, дел ја ставаш на самиот брод, меѓутоа една или две боци некојаш и во вода ги ставаш. Во овој случај беше комбинирано, бидејќи немаше струење, времето беше убаво и тоа исто беше во наша корист. Самото нуркање беше, значи, мораше да остане смирен во текот на целото нуркање, мораше да си целосно присебен, поврзан со тебе, целосно фокусиран што ти се случува во телото, колку газ имаш, значи мораше да ги прати сите твои сетила, сите параметри, да го пратиш компјутерот и воедно и да си опуштен. Значи, самото излегување е долг процес, бидејќи захтева менување на повеќе гасови на различни длабочини, за да можеш да направиш декомпресија под вода. И најголемиот дел од декомпресијата трае на 6 метри, каде мораш да останеш нешто повеќе од половина час, меѓутоа тој половина час треба да бидеш на длабочина измеѓу 5 и 6 метри, бидејќи дишиш 100% тен кислород, а кислородот над 6 метри е со веќе токсичен, а ако одиш веќе поплитко, имаш ризик од декомпресиона болест, значи треба да останеш во тој лимит и во мирување за исто така телото, да му дозволиш на телото да се ослободи од вишокот на гасови. Значи, самиот тоа е медитативен процес. Да,
и така да целиот процес од самото влегување до излегување и по самото излегување каде ја расклапаш опремата и потоа и самиот процес на декомпресија продолжува и по самото нуркање каде не можеш да активностите се ограничени. Значи траеше долго, беше напорно, меѓутоа не е нешто што го сакаш, не е невозможно. Весна, ти благодарам што ја прифати поканата да говориш денеска за емисијата Мој избор. Говориме на тема жени кои што дали исклучителен придонес, односно постигнале високи резултати во областа на спортот. Македонската јавност тебе те знае како врвен истакнат професионален спортист во областа на атлетиката. Ти мене секогаш си ми драг гостин затоа што со тебе имам широк спектар на теми кои што можам да опфатам во интервјуата, па зборуваме за општество, зборуваме за спорт, па и за литература, нели? Со однос на тоа дека си автор на 2 книги, ќе зборуваме и за книгите, нели, во продолжение. Меѓутоа, за почеток сакам вака попрофилно да те представиме на нашите гледачи, односно на македонската публика, и да раскажеме за твоите почетоци, за твоите успеси, за твоите резултати. На почеток, како воведно прашање, би сакала да те прашам кога се роди таа идеја да се занимаваш професионално со атлетиката и кога ти откри всушност дека имаш желба и амбиција да се занимаваш со овој спорт. Благодарам прво на поканата, на одвоеното време, задоволство ми е, исто како и на тебе, мене секогаш ми е задоволство со тебе да разговарам. Што се однесува до моите почетоци се, уште кога бев сосема дете, некаде на 12 годишна возраст, всушност мојот брат Александар, кој што исто така е познат атлетичар, ајде ќе кажам, во Македонија, почна да се занимава прво со фудбал, потоа поради една трка на која што повеќе се истакна како млад талент, го препозна тренерот тогаш, нашиот тренер, сега покоен Методија Веновски. Откако тој почна неколку тренинзи на градскиот стадион, јас дојдов чисто како придружба да видам што всушност се случува, како изгледа градски стадион, затоа што тогаш сме нели се уште деца, се ни интересно и ново. Тогаш и мене ме пронајде, како да кажам, ме препозна тренерот Методија Веновски, ми направи неколку тестирања и ми кажа како супер, одлично, мислам дека имаш одличен потенцијал и нели како секое мало дете кое што ќе ви каже некој дека за нешто сте талентирани, веднаш ви се пројавува некоја возбуда, така амбиција. Тогаш мислам дека во тој момент беше клучно да се одлучам дека да, зошто да не пробам. И тогаш веќе заглавив во атлетиката, до ден денешен веќе 20, веројатно оваа година 25 години правам. Како што веќе објасни, нели целиот тој процес на подготовка представува цела една наука која што вие како спортисти треба да ја познавате пред воопшто да се нафатите и да прифатите едно такво искуство. И исто така интересно е што спомна дека тоа е еден медитативен процес. За нашите гледачи ќе напоменеме дека ти си тренер по личен развој, колку тоа познавање на психологијата на луѓето, на начинот на размислување, на мотивацијата што сама на себе си ја даваш внатрешна, ти помогна да имплементираш во спортот и да постигнеш исклучителни резултати. Јас пред се работам со пристап до финансии, меѓутоа и коучингот, да, официјално сум и меѓународно сертифициран коуч и секако коучингот ми помага и во самата работа, за да останам фокусирана, за да можам, значи, соработува со различни клиенти, со различни менталитети и мораш да си поотворен, мораш да се обидеш секако да го разбереш, пошто не секој има ист пристап. Така и, значи, покрај во работата и во спортот, самиот коучинг и, мислам, процесот на личен развој кој го поминав ми помага многу, бидејќи морам, значи, секогаш во техничкото нуркање од особена важност да останеш смирен, да останеш поврзан со себе. Значи, тоа некогаш вклучува и да ги надмине собствените стравови,
Значи, дури некогаш ако се појават под вода да ги изменаџираш. Значи, не можеш да излезеш одма на површина. Значи, меѓутоа, за да не дојде до тоа, и пред самото нуркање постои и ментален тренинг, значи соочување со себе и вежби кои ти помагаат да го постигнеш тоа ниво за да останеш целосно смирен под вода, без разлика дали ќе најдеш на некој дефект на опрема или некој друг проблем, значи мора да останеш присебен и да се фокусираш на бекап плановите за како да го решиш проблемот. Меѓутоа, во секој случај, личниот развој е особена важност и за работата, и за спортот, меѓутоа и за личниот живот, јас би рекла. Значи, секаде е важен, не само во спортот. Имаше ли представа во тој момент кога се раѓаат тие почетоци и твојата примерна идеја дека ќе се занимаваш со атлетиката, дека еден ден ќе бидеш врвен спортист и професионалец и дека ќе те препознаваме сите како еден од најуспешните спортисти во доменот на атлетиката во Македонија? Па најверојатно не, затоа што кога сте дете, чисто одите повеќе за дружба, за задоволство. Секако дека имав амбиција уште тогаш, затоа што така бевме компетитивни, самиот тим беше доста голем и сите беа успешни. Имав чест прилика во тоа време, нели како млад допрва откриен талент да тренирам со тогаш најдобрите спортисти, со рекордерите, со репрезентативците на Македонија во тоа време во атлетика и тогаш се беше за мене како со супер звезди, да се дружам, да се занимавам со спортот и беше навистина предизвик да се докажам пред нив. Секогаш гледавме да бидеме подобри, па дури тренерот неретко ќе ни кажеше полека успори, не си на тоа ниво се уште, затоа што кога си дете немаш перцепција колку е заморно, колку е многу, колку е малку. Така што таа компетитивност, и мислам дека е тоа здрава компетитивност, мислам дека е потребно посебно сега кај новиве генерации што се сега деца да се врати тој дух, затоа што се повеќе некако да се губи, некако како дури самите ние возрастните родители, тренери, како да ги оставаме децата на тоа некое ниво. Добро, не мора толку да се мачите, не мора таа компетитивност некако не се развива, не се храни на ниво да не се чувствуваат децата некако навредени ако изгубат. Меѓутоа, ако изгубиш, треба тоа да биде, барем за мене, кога јас сум била дете, било предизвик да работам понапорно за да победам. Сега некако малку како тоа да изгубе, некако сите добиваме на финиш медала и се губи чувството за напредок. Така што тоа мислам дека фали. Треба да се работи на тоа. Кога ги замислуваме спортистите, ги замислуваме како храбри луѓе кои кога ќе излезат на терен, односно кога ќе имаат некој надпревар, даваат се од себе, ја покажуваат својата храброст и својата вештина и секогаш се прашуваме што е тоа што ги прави спортистите поинакви луѓе, односно ги прави посебни во однос на сите други. Што се представува процес на градење на професионален спортист, колку фази на личниот развој опфаќа професионалното градење во спортот и со какви се стравови и предизвици се соочуваат спортистките, ќе ни откријат нашите денешни соговорници. Ти помага ли спортот и воопшто нуркањето, како што рече ти, да се соочиш повеќе со самата себе, да ги надминеш стравовите и дали секој нов успех кој што го поставуваш на полето на спортот, во суштина значи издвојување на една мала, но значителна победа со себе, со сопствените стравови, некогаш интриги, со сопствената подсвест или можеби тоа тивко убедување што сите го имаме дека можеби нема да успееме? Значи, дефинитивно да. Мислам, самото нуркање некако, мислам, барем мене лично, мислам, секој си има различен начин, не би му помогнало на секого можеби. Меѓутоа, кога влегуваш, веќе кога одиш на поголеми длабочини, мораш да се прашаш кој сум јас и дали јас ова го можам. И исто така мораш да видиш што сакам јас или дали е тоа реално. Значи мора пред самото влегување
значи кога си одлучил веќе да одиш на такви длабочини, пошто тоа е сепак сериозна длабочина, мораш да се соочиш со себе си и да видиш дали сум јас, мислам првото прашање ми беше мене, дали сум јас подготвена за ова. Во секој случај тоа јас го сакав. Од секоја сакав да одам на спомите. Меѓутоа, пред самото нуркање се прашав дали сум јас подготвена за ова. Значи, тие некои од особена важност е разговорот со себе. И на тој начин кога разговара со себе, се соочува со себе. И во самото нуркање, значи, постоеше на некој начин соочување со себе, бидејќи мораш да останеш како во едно меурче, целосно фокусиран на себе, на своите сетила, што ти се случува во телото, дали сум во ред, дали ти околу мене се во ред, да останеш обзервантен. И сето тоа ти помага и некои твои, значи, лимитации и несигурности, значи, да ги согледаш, нормално по самото издегување од вода, и на некој начин сваќаш дека си се соочил со тие несигурности и веќе не се тука. Барем тоа мене ми се случи. Во својата прва авторска книга Издржи кралица, објаснуваш, која што има и можеби полубиографски моменти, затоа што ги споделуваш и своите лични искуства во процесот на твојот професионален развој во атлетиката, баш потенцираш дека развојот, спортскиот развој во областа на атлетиката е еден процес низ кој што секој треба да помине, со што се требаше да се соочиш, можеби од земање на слободата, редовни тренинзи на кои што се посветуваше, здрава исхрана, можеби водеше малце поспецифичен живот кој што претпоставува некои други поинакви навики од твоите врсници, од твојата генерација. И која беше твојата крајна цел? Која беше таа внатрешна мотивација, нели сите сакаме да откриеме која е таа внатрешна мотивација која што спортистите ги прави посебни и толку посветени, па еве сакам твоето лично искуство да го слушнем. Да, всушност имаше моменти кога, па и често и тоа ме прошува, дали имаше многу жртви. Точно е тоа, меѓутоа јас никогаш, дури ни сега, дури ни тогаш, не го чувствувам дека нешто жртвувам од своето време, дека не излегувам навечер до доцните часови со друштво по дискотеки. Едноставно тоа ми беше начин на живот како што ми е и сега, и не го чувствувам дека нешто сум скратила за да сега добиам или не добиам било што. Туку едноставно тоа била мојата предалба. Тоа ми правело повеќе задоволство отколку останување доцна навечер или рано наутро во дискотека, и од тој аспект не го чувствувам како жртва, туку едноставно како нешто со некоја долгорочна цел. Што се однесува до тоа што всушност ми било како двигател, додека бев како помлада атлетичарка и како дете, секогаш посебно за нас атлетичарите, крајна цел се Олимписките игри. Олимписките игри, бидејќи е нешто што започнало токму од атлетиката како кралица на спортовите, секогаш е најголем предизвик било за мене, како и за сите атлетичари, па верувам и спортисти генерално. Така што тоа ми била една крајна цел и сум се гледала себе си на Олимпијади, иако за жал поради сплет на околности, иако јас верувам дека заслужив да бидам таму, поради разен сплет на околности не бев земена во тој олимписки тим на Македонија. Сепак сега од оваа перспектива мислам дека она што повеќе ми било мотивација од тоа да се видам долгорочно е себе си како некој кој што го има покрај таа платформа, како што сум се замислувала како македонска олимпика, да добијам некој вид на глас, на прилика, кога луѓето ќе речат ајде да ја слушнеме Весна што има да каже, па таа стигнала на Олимпијада. И некако тоа го замислував дека така би одел, дека ако јас не успеам да отидам на Олимпијада, луѓето нема да ме сваќаат сериозно, дека мојот глас нема да биде сватен сериозно, дека јас како атлетичарка ќе бидам па добро уште една атлетичарка. Меѓутоа сега гледам дека да, тоа ми била некој вид на платформа да се издигнам, меѓутоа сето тоа пропратно што ми следало претходно, самиот напор, самите тренинзи, самата посветеност, упорност, пишувањето, издавањето на книги, сето тоа било дел од тој процес на моја надградба и растеж, развој, кога веројатно со текот на периодот и на сите тие години посветеност, упорност,
претпоставувам дека остави некој трак, па луѓето сега повеќе обрнуваат внимание на тоа што јас сум сакала и што се уште сакам да го кажам, и мојата борба која што и понатаму продолжува за подобри иднини во спортот и генерално на Македонија, така што мислам дека и покрај тоа што крајната цел Олимписките игри не ми е остварена, мислам дека се уште сум на правиот пат до онаа вистинска долгорочна цел која што сум се замислувала за себе си. Кога Симона почна да практицира, да вежба нуркање и кога имаше идеја воопшто да се занимаваш со овој спорт, можеби и рекреативно повеќе, какви беа на почетокот твоите амбиции и како влегуваше во целата приказна? Кога започнав со нуркање во 2007 година, значи од секогаш ми лежат лабинските нуркања, значи и во доменот на рекреативното нуркање, од секогаш тоа ми беше драго, каде и да одев на нуркање, сакав да направам подлабоко нуркање, значи тоа ми беше предизвик секогаш. И од секогаш сакав да одам во доменот на техничко нуркање, кој е надвор од границите на рекреативното нуркање. Меѓутоа тоа бара голема посветеност и долги тренинзи, и поради тоа значи се прашуваш кога сум јас спремен да одам да запливам во тие води на техничко нуркање. И така и ми се поклопија коцките во 2021 година, кога го запознав и мојот инструктор и бев решена да почнам со техничкото нуркање. Од секога сакав, значи, да одам до крај, да го завршам курсот до 100 метра и да одам и над 100 метра. Значи, тоа од секогаш ми била желба. Свесна бев дека мора да поминеш процес на тренинг, на искуство во самото нуркање, за да можеш да го постигнеш тоа. Сепак атлетиката ќе го врати своето достоинство, колку борби уште те чекаат тебе и дали самиот спорт воопшто и твојот начин на живот и твојот начин на размислување и битисување го разбираш како една внатрешна борба која што треба да искри, односно резултира со некоја промена за подобра иднина, сили утопист? Па, зависи од денот. Да, има доста работа, навистина има доста работа, посебно во спортот, посебно во атлетиката во Македонија. Самото тоа што голем дел од луѓето знаат и да ми кажат, па зарем постои атлетика кај нас. Тоа ми кажува дека имаме навистина проблем со спортот, со промоција на атлетиката. Веќе сега, како што сум и повозрасна, сметам дека тој е еден вид на моја одговорност, дека јас треба повеќе да работам за промоција на атлетиката и на спортот во Македонија. Симона, ти си пример за еден млад, успешен човек кој што еве постигнува и исклучителни резултати во областа на спортот и покрај тоа што рече дека спортот и техничкото нуркање не ти е примарна и приоритетна професија, не се занимаваш професионално со тоа, меѓутоа еве постигнуваш резултати на полето на спортот. Која е твојата препорака или совет до нашите гледачи или помладата публика, можеби дали треба да се посветат и да се занимаваат со спортот и што занимавањето со спортот ќе им придонесе во нивниот личен развој, во нивниот живот? Дефинитивно јас би ги повикала сите млади да се изберат спорт кој нив им одговара. Не мора да биде нуркање, меѓутоа во секој случај нуркањето е интересен спорт, дури и рекреативното нуркање. Па така да, особено би ја повикала и женската популација, можеби да се активира повеќе во тој домен. Бидејќи спортот пред се ти помага да ги пред се, значи да постигнеш и свој некој личен развој, исто така ти помага, значи во кариерата. Значи еве гледам по себе, значи бидејќи постојано практикувам нуркање и после нуркањето сум попродуктивна, помотивирана за работа, можам повеќе да направам. Значи самиот спорт ти овозможува прво да си поотворен, поиздржлив, да можеш значи на полесен начин да го совладаш стресот од секојдневието и од работата, да ги гледаш работите од друга перспектива. Исто така ти помага и да постигнеш
значи некоја поголема самосвесност. Значи што сакам и да се пронајдеш повеќе себе си. Па јас дефинитивно би ги поканила сите млади што повеќе да се занимаваат со спорт, бидејќи може да им отвори врати во секој друг домен. Значи спортот би требало да биде дел од нашето секојдневие. Симона, ти благодарам за овој инспиративен разговор и особено ми е драго што преку овој разговор успеавме на нашата публика да пренесеме прави вредности и да го задржиме фокусот на спортот, на здравиот живот и личниот развој кој што навистина треба да се ценат и секако да се земат твојот пример во предвид кога младите луѓе го креираат својот живот или го планираат. Благодарам, Магде. Исто така си инспиративна и како спортист со врвни достигнувања и резултати, меѓутоа и твојата личност секако е многу инспиративна и податлива за младите луѓе кои што сакаат да се занимаваат со спортот и со атлетиката, па еве сакаат да се идентификуваат со твоите ставови, сакаат да ги слушнат твоите мислења, можеби те гледаат и како лидер и водич во тоа поле на личен развој, процес на професионално станување на спортисти. Доживуваш ли можеби својот јавен настап или своето искажување на ставови со една значителна педагошка, можеби одговорност, затоа што знаеш дека многу млади луѓе кои што се на своите почетоци се инспирираат од твојата приказна и се идентификуваат со твојата борба? Па да, искрено се надевам дека е така, дека она што го говорам, што го пишувам, што го кажувам, води некаде, дека е слушано и дека се наоѓа некој дали како инспирација, дали како водич. Се надевам дека тоа е така, затоа што навистина тоа што го зборувам пред се од свое искуство, меѓутоа и од голем број на искуства кои што сум ги прочитала, кои што сум ги стекнала со луѓе со кои што директно сум разговарала од секаде од светот, така што мислам дека би било добро доколку на некого навистина му помогне и тоа што го пишувам и оно што го кажувам ети преку своите излагања, интервјуа, така што мислам дека би требало да биде изслушано, затоа што пак ќе кажам нешто што е стекнато како искуство од пракса, од многу учење и од многу работа. Мене посебно ме фасцинира моментот кај професионални остварени луѓе кои што се секогаш многу скромни и ја забележувам таа скромност и во твоите одговори покрај тоа што си истакнат професионалец и докажана во она што го работиш во својата област. Навистина инспиративен разговор денеска проследивме за нашите гледачи. Јас уживав лично. Ти благодарам многу што ја прифати поканата и се надевам дека ќе имаме уште многу прилики да разговараме. Ти благодарам и на тебе, прекрасен разговор навистина. Од разговорот со Симона Трповска и со Весна Кираџиева откривме многу за тоа што представува професионалниот развој на еден спортист, со какви стравови и предизвици се соочуваат спортистките, со какви пречки, кои услови им се потребни и како тие напредуваат и ја замислуваат целта во однос на спортот. Исто така дознавме и што е тоа што ги мотивира, а мотивацијата и зацртаните цели секако со истрајна и упорна работа на себе секогаш даваат резултати, па и пораката што денеска ви ја пренесуваме со помош на моите две денешни гостинки и никогаш да не се откажувате од своите цели. Спортот секако треба да го имате предвид доколку сакате да работите на себе и личниот развој да ви биде приоритет во животот и секако земајте пример од оние луѓе кои што навистина постигнале некакви резултати и се промотори на здрави навики и на позитивни општествени вредности. Ние се гледаме веќе во следната емисија Мој збор, која ќе се емитува следната сабота.